Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, има убедлива предност во сите изборни единици во државата на само неколку дена пред изборите. Ова го покажува вториот дел од анкетата на Институтот Павел Шатев, спроведена телефонски на репрезентативен примерок. Според анкетата, во првата изборна единица Поповски води со 25,8%, наспроти Пендаровски со 19,4%. Тодоров има околу 26%, а неговиот против кандидат Спасовски околу 15%. Најубедливо води Димовски со 38,6%, наспроти носителот на СДСМ Љупчо Николовски, кој има поддршка од 18,6%. Во најинтересна битка е четвртата изборна единица, лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски води пред лидерот на СДСМ Зоран Заев со 14%. За Груевски се изјасниле 36%, а за Заев 22%. Во петката Милошовски има поддршка од 29%, во однос на Шекеринска кој има 18%. Во шестката пак во македонскиот блок најголема поддршка има листата на Ѓорчев со 10%. На ниво на Македонија според анкетата на Павел Шатев, ВМРО-ДПМН има рейтинг од 27,8%, а СДСМ 16,2%. Институтот Димитрија Чуповски излезе со анкета во која слично како таа на Павел Шатев, ВМРО-ДПМН има речиси двојна предност пред СДСМ. Имено 15% од испитаниците кажале дека ќе гласаат за СДСМ, а 28,1% се изјасниле за ВМРО-ДПМН. За ДУИ ќе гласаат 5,7%, а за ДПА 2,2%. Ова анкета покажала дека Левица и коалицијата ВМРО за Македонија имат иста доверба ке испитаниците, и тоа 1,5%. За БЕСА се изјасниле 3,9%, а за Алијансата на албанците 1,9%. Речиси 1/3, односно 30% од телефонско анкетираните граѓани кажале дека нема да гласаат нови избори, а 10,3% се уште не се одлучиле на која партија во недела ќе го дадат својот глас.